Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван подпредседател на владата, господин Љупчо Николовски, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта, господин Еју Прустеми, почитуван градоначалник на општина Крива Паланка, Боријан Чомицевски, почитувани представници на медиумите. Инвестициите во патната инфраструктура, во изградбата и модернизацијата на патиштата се од клучно значење за целокупниот економски раст и развој на државата. Реализацијата на капиталните проекти се посебно важни во ова тешко време кога сме погодени од ковид кризата и кога се обидуваме со сите сили да ја доведеме економијата, градежништвото, но и другите сектори на едно оптимално ниво. Во таа насока, една од програмските определби на владата е квалитетно подобрување на патната мрежа и подигнување на безбедноста на патиштата на ниво на патиштата од Европската Унија. Република Северна Македонија има европска иднина. Нашите транспортни политики се засноваат на интеграција на регионот, на подобро поврзување со соседите и подобра комуникација помеѓу земјите од регионот. Од тој аспект, коридорот 8, каде што сме денеска, е значаен паневропски коридор за нас, но и за целиот регион. Тој не поврзува со неколку земји од регионот и ги отвора вратите кон Европа за нашите граѓани, што е поважно и за компаниите. Затоа е многу важно на него да изградиме квалитетна и модерна инфраструктура. Значаен е и за регионалното поврзување со Република Бугарија на исток и со Албанија на запад. Со изградбата и модернизацијата на коридорот 8 покажуваме знак и цврста определба за влез во Европската Унија, знак за добрососедство и разбирање. Во реализација на историски најголемите инвестиции досега во патната инфраструктура, само во овој дел од државата инвестираме околу 100 милиони евра за изградба и модернизација на коридорот 8 од Скопје до граничниот премин со Бугарија. Конкретно кон Бугарија го рехабилитиравме автопатот од Скопје до Куманово, во тек е рехабилитација на патниот правец од Куманово до Страцин, го завршивме патниот правец од Ранковце до Крива Паланка, а во меѓувреме се гради нов експресен пат од Ранковце до Крива Паланка. И на крај, ја рехабилитираме токму оваа делница од Крива Паланка до граничен премин Деве Баир, каде што вршиме и проширување со трета лента. Очекуваме до 22 година да имаме комплетно нова патна врска кон Република Бугарија. На запад кон соседна Албанија се врши проектирање за изградба на нов автопат од Гостивар до Кичево, а активно го градиме автопатот Кичево-Охрид. И на крај на годината завршивме со проектирање за рехабилитација на патниот правец од Струга до граничен премин Ќафаса. Сите овие проекти се со вкупна инвестиција од преку 1 милиарда евра само за изградба и модернизација на коридорот 8. Овие капитални инвестиции ја покажуваат нашата посветеност и нашата решителност да создадеме квалитетна патна мрежа која ќе донесе бенефит за сите граѓани. И покрај сите предизвици со ковид кризата, со огромните грешки во проектите кои што ги наследивме, остануваме цврсто убедени и решителни на нашите програмски определби да инвестираме за подобра иднина за сите нас и за идните генерации. Инвестициите во патната инфраструктура продолжуваат со несмален интензитет. Само во моментот се работи на околу 400 километри патна мрежа во државата. За следната година планираме повисок обем на капитални инвестиции во ресорот транспорт, засилени градежни активности на секаде низ државата, што очекуваме да доведат до повисок раст на градежништвото и на целата економија. Ви благодарам.